Sitem slave da možda da ne premočam. Ajde site moro, moro se makedonsko, družno braketa da zaigrame. Ajde site na pesna, pesna se makedonska, družno braketa za tebe. Stara mujka, jedna majka, si te na zemlje rodila. Ona jarpi turno sola, ime je Makedonija. Smetrovka zemlja, volim da mi iskora, i vreme si te pustu, gdje mi zastala. Ajde si te moro, oro se makedonsko, družno braketa zaigrame. Ajde si te pesna, pesna se makedonska, družno braketa za tebe. Stara mujka, jedna majka, si te na zemlje rodila. Ona jarpi turno sola,
Dobro večer, moji sugrađani.
мои сопартници, коалициони партнери, мои истомисленици подржувачи. Добро вечер за подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Добро вечер за пратеничките во македонскиот парламент. Силвана Ангелевска, Олга Лозановска. Добро вечер, приврзаници на промените, идеите и проектите. Заедно да обезбедиме иднина за сите граѓани на Битола, без исклучок. Почитувани пријатели, седумте причини кои ме потикнаа да влезам во оваа борба, заедно со вас, моите битолчани се. Верувам дека заедно со вас можеме да го запреме уназидувањето на Битола. Гарантирам дека Битола може да биде економски развиена и да создаде услови за нови инвеститори и нови работни места за младите, младите да ни останат овде, во нашиот град, во нашата општина. Гарантирам дека градот ќе има убави реконструирани улици, велосипедски патеки, детски игралишта и многу паркови и зеленило. Гарантирам повеќе места за најмладите во детските градинки. Новите градинки ќе ги завршиме во оптималниот рок. Учениците ќе имат настава во топли, светли и современи опремени училници, а за повозрастните граѓани не само што ќе создадеме нови капацитети за нивно згрижување, туку ќе обезбедиме сервиси за нивна поддршка и спокојни денови. Гарантирам здрава животна средина и уште од првиот ден посветено ќе работиме на гасификацијата и топлификацијата, но и на субвенционирање на граѓаните за изградба на енергетски фасади и набавување соларни колектори, стимулирање на изградба на постройки од обновливи извори на енергија. Битола да стане туристичка дестинација во светски рамки, град на културата и уметноста, спортски град. Битола рамноправен партнер со европските збратимени градови. Гарантирам Битола дом за сите, без никакви препреки, поради нивната националност, вера, политичко убедување. Битола модерна, Битола спокојна, но и брза и мобилна, Битола најубава и развиена. Мои битолчани, на само 2 дена пред изборното финале стојам пред вас со истото лице, со истиот образ и ветувања што ги дадов на првиот ден од кампањата. Јас сум еден од вас, битолчанец кој својот живот и приватно и професионално го помина во Битола, секогаш со заложба градот да ни биде подобро место за живење. Тоа е единствената причина заради која влегов во оваа битка, бидејќи оваа битка не е за мене, туку за Битола. За вас, моите сограѓани, за конечно да се чуе гласот на битолчани, што и како ќе се прави во нашата општина. Мои битолчани, и денес го потврдувам она што е обележа оваа кампања. Прво, гарантирам директно граѓанско учество во распределувањето и трошењето на општинскиот буџет. Сите заедно ќе ги одредиме приоритетите. Второ, јас како лекар знам да ги слушам граѓаните, знам да се консултирам и знам да ја донесам одлуката за оптимално решение на проблемот. Трето, отвореност, честност и работа се принципите кои се темелот на мојот карактер. А човекот го внесува својот карактер во се што работи. Каков си, такво ти е и делото. Четврто, почитувам стручност и компетентност. На Битола е потребна брза и решителна акција. Мора да свртиме нова, светла страница за сите нас. Петто, гарантирам дека вие, почитувани мудри битолчани, го носите прогресот не само во Битола, туку и во Македонија. Од тука да почнат промените. Шесто, силно верувам дека на 31 октомври ќе бидеме победници, ние, заедно, ќе победи нашата Битола. Седмо, за победничкиот број 7. Почитувани, џабе им се скапите кампањи, брендираните возила, уште помалку ќе им помогнат уцените, притисоците, подкупот, малтретирањето кое континуирано го прават во текот на целата кампања, а се засили особено последнава недела. Ние не се плашиме, зашто во недела победуваме.
Победува Битола! Од срце ви благодарам за поддршката, за храброста да бидеме сојузници. Ви благодарам за вашиот глас и ве повикувам да ја потврдиме силната желба за прогрес на нашата Битола. Сите заедно, масовно, храбро и силно на 31 октомври да гласаме за победа на Битола и за победничкиот број 7. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Битола, да живее Македонија, да сте ми живи и здрави. Го поканувам подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски да ви се обрати. Благодарам. Добро вечер, Битола. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалиционите партнери. Благодарам на поддршката. Добро вечер за, можам да кажам, едни од најактивните пратенички во Собранијето на Република Македонија, мои драги колешки. Добро вечер, Унија на млади сили. Добро вечер, Унија на ветерани. Добро вечер, Унија на жени. Добро вечер, победничка Битола. Победуваме, Нела. Победуваме. Неколку работи мислам дека се веќе јасни за овие избори. Убедлив победник на изборите е коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Тоа е факт. Како што е факт дека најголемите урбани центри во Македонија од 1 ноември ќе ги предводат градоначалници и мнозинства во советите, исто така од ВМРО ДПМН. И тоа е нешто на кое што никој не може да се спротивстави. Тоа е нешто на кое што никој не може да каже дека нема да се случи. Слободно веќе ги знамињата. Слободно. Поштовани пријатели, навистина ми е лично драго што кампањата ја завршуваме тука во Битола. Битола е град кој што исклучително многу го сакам, го ценам, град кој што заслужува многу повеќе од ова кое што го има во моментов. Градот заслужува да расте, да се развива и мислам дека најубавите моменти на градот се уште пред него. Јас се сеќавам на моите средношколски денови, кога распустите ги поминував тука во Битола. Се сеќавам на убавите моменти во градот и тоа е еден мотив кој што ме води да победиме во Битола и да ја правиме заеднички поубаво место за живење. Сега кога можам да ги менувам работите и кога сум во позиција да допринесам, навистина сакам за Битола да направиме убави работи. Да останат позади нас и да се кажуваат, генерации да ги спомнуваат, како што и оваа генерација и кажува убавите работи кои што на Битола и се случувале во минатото. За жал, во изминативе години лоши работи се случуваат на Битола и не смееме да замижиме позади тоа. Не само заради тоа што нема крупни инвестиции или заради тоа што нема грижа за градот. Тоа што најмногу ме боли и веројатно ве боли сите вас е што многумина решаваат да го напуштат градот и да не размислуваат да се вратат назад. Тоа е најголемата болка и на Битола, но и на Македонија во моментов. И тоа е нешто на што мораме да ставиме крај. Не може Македонија, не може македонските мајки да родат толку синове и ќерки колку што Македонија може да ја напушта. И затоа треба да се бориме децата да останат овде. Заеднички да ја градиме иднината. Ние не случајно велиме да создадеме нова иднина. Не случајно велиме дека 30 години Македонија се врти во круг од исти корумпирани политички елити, кои што служат на исти бандити кои што го грабаат народот. И затоа изборот во Битола е лесен.
На едната страна имаме бандит, транзицијски бандит. На другата страна имаме честен, посветен човек, професионалец. И затоа изборот во недела е многу лесен. Број 7, доктор Тони Коњановски. Изборот е лесен и тие го знаат тоа. И мислат дека можат да заплашуваат, мислат дека можат да купуваат човечки души и човечки судбини, но во суштина само ја покажуваат собствената беда и собственото тонење. Покажуваат колку ниски луѓе се и колку не се ценат ни самите себе. Што мислат дека некого за пари можат да купат да гласа за нив, тие и самите себе не се ценат, затоа што ако мислат дека некого можат да го купат, следствено и нив некој може да ги купи, како што всушност и цел живот ги купувал. На тоа ставаме точка и тоа нема да го дозволиме. Битола нема да ја направиме приватна фирма на никого, како што нема да дозволиме во Македонија се случи нова Струмица. А во Струмица забрзо ќе дојдат промените. Затоа ја повикувам во недела на една голема масовна излезност од раните утрински часови. Поведете ги со вас сите што ги познавате. Потребна ни е голема референдумска масовна излезност. Да излеземе и да гласаме, затоа што само со гласање се менуваат работите. Тие сакаат да останете дома. Тие сакаат да сте разочарани и да мислите дека сите се исти. Ние ви велиме не сме исти. Не сме исти и не можеме да бидеме исти. Сакаме да направиме убави работи. И затоа подржете не, дајте ни подршка во Битола, за заедно со Тони Коњановски и со мнозинството во Советот, заеднички да ги менуваме работите. Вашата подршка на 31. октомври ќе е силна и убеден сум ќе е голема. И ќе значи еден голем подвиг за нас. Уште на 1. ноември да одиме во Македонското собрание и да работиме на ново парламентарно мнозинство, односно на рушење на оваа ненародна власт. Од 1. ноември почнуваме со рушење на оваа влада, затоа што буквално Македонија нема време. Нема време. Вие тоа најдобро го знаете. Знаете дека РЕК работи на рап, на практично она што може да е производство. Знаете дека РЕК едва и произведува струја, а тоа значи дека Македонија може да потоне во темница. Тоа е најцрното и најстрашното сценарио кое што може да и се случи на Македонија. И ако пред неколку години некој ова можеше да го замисли само како лош хорор филм, деновиве тоа се случува во Македонија. Замислете, во Македонија зборуваме дали ќе има или ќе нема електрична енергија. Ја донесува Македонија на ниво да размислуваме дали може основна животна функција да се извршува. Дали може да има грејење во домовите и дали може да има електрична енергија. Во 21. век Зоран Заев и неговата банда на тоа ниво ја донесува Македонија. И затоа рушењето на владата стартува во понеделник, затоа што е потребно да дојдат стручни и компетентни луѓе да ја вадат Македонија од калта во која што е потоната, и затоа ве замолувам за подршка. А во соработка на централната и локалната власт, една влада предводена од ВМРО-ДПМН и општината предводена од Тони Коњановски и советничкото мнозинство, ќе правиме убави работи заедно. Навистина ќе правиме убави работи заедно. Би сакал само дел да набројам. Прва, основна, најбитна, отварање на нови работни места. Тоа е начинот да ги задржиме луѓето тука и во Битола и во Македонија. Ветуваме отварање на најмалце 2 големи странски инвестиции во следните 4 години, најмалце 7 до 10.000 нови работни места. Не само да се отворат нови работни места, туку и да се внесе етика во работењето. Тоа е тоа што го носат новите инвестиции. Да се знае кога се работи прва смена, кога се работи втора смена, кога се има слободен ден, што се плаќа, кои се прекомерните часови кои што се работат, кои се правата на работниците и која е платата која што ја зема, и да има известност во работата. Тоа е она што сакаме да го направиме и е клjučno и за Битола и за Македонија. Понатака, силни инвестиции во инфраструктурата.
Жално е ова што се случува во цела Македонија. Почна се гради автопатот од Градско до Прилеп, кој што во втора фаза треба да оди од Прилеп кон Битола, кај што застанат 2017 година, таму е денес. Почна се гради Охрид Кичево, кај застанат 2017 година, таму е и денес. Се изгради пругата од Битола кон Грција, еден воз не поминува по истата. Целосно замирање во инфраструктурата. И затоа ќе правиме големи, убави работи во инфраструктурата, за да може повторно да се развива стопанството и да се отвараат нови работни места. Следно, гасификација на Битола. Да донесеме газ до секое семејство, за да има ефтин енергенс и за да може луѓето помалце да плаќаат, а бизнисите повеќе пари да им остануваат за да отвараат нови работни места. Следно, проектот кој што требаше да се реализира уште во 2017 година, но овие неспособниве исто така го запреа. Топлификација во Битола, парно до секој дом. Тоа може да се направи, затоа што со енергијата што ја произведува РЕК Битола, во соработка помеѓу локалната и централната власт, може да има парно во секој дом, да има централно грејење и после Скопје Битола да е вториот град со централно грејење во Македонија. Ќе го направиме тоа. Инвестиции во спортот, ама реални, не за бизнес интереси, не за оплескување на клубовите. Реални инвестиции во спортот, затоа што Битола има традиција во спортот, заеднички ќе го развиваме спортот. И најбитно, за мене најбитно, покрај отварањето на работни места, одговорност за криминалците, воведување на функционален систем на владење на правото и правна држава. Има сите да одговараат од прв до последен, сите кои што погрешиле. И од овде да им порачам, и тие кои што прават подкуп и вчера и денес и ќе се дрзнат да прават викендов. Сите ве знаеме, ве кажавме на пресконференција по име презиме, ќе одговарате од понеделник. Поштувани пријатели, уште еднаш би сакал да ве повикам на масовна голема излезност. Решението за рушење на оваа влада е историски најголема излезност на изборите и во Битола и во Македонија. Излезете и гласајте. Тивкото мнозинство е тоа кое што може и ќе ги направи промените. Да го вратиме националното достоинство во Македонија. Да не се поигрува никој веќе со името Македонија. Да не се поигрува никој со македонскиот народ. Да ја вратиме гордоста на македонскиот народ. Затоа ја бараме поддршката. Излезете и гласете. Гласете за бројот 7. Да живее Битола. Да живее ВМРО да помане. Победуваме во недела. Победуваме. Благодарам сите. Благодарам. Сите патишта ме воламе само во моето мало, сите спомени се таму ме враќа. Сите патишта ме воламе само во моето мало, каде пораставјаш таму ме враќа. Сите спомени на едно место, сите слики што ги гледам многу често, сите фори што ги научив и правев, сите макина ветрови што ги главе. Први порази, први бакнежи, први љубови, искрени другари што вечно ќе ги памтам, кај да видам се таму ми се враќа. Сите патишта ме воламе само во моето мало, сите спомени се таму ме враќа. Патишта ме воламе само во моето мало, каде пораставјаш таму ме враќа. Години летаат се менува и време, но и љубовта за малото во мене. Не заборавај каде ти си дојден, останав мало секогаш си дојден.